И ве сме назад во студио со мојот денешен гостин. Успешно заврши првото коло на Европскиот куп во спуст, кој се одржа во Скопје во спортскиот рекреативен центар Матка. Но успешно заврши овој куп и за нашиот познат кајакар, што повеќе пати нима гостувано во нашата утринска емисија. Верувам дека знаете за кој станува збор. Во нашата студио е Љубомир Спасик. Добро утро и добро ни дојде по не знам кој пат веќе. Добро утро, добро е најдов. Така, во најавата ја кажав и темата за која те поканивме да бидеш дел од нашата утринска програма. Импресиите ти се уште свежи. Ајде да продискутираме како помина на ова надпреварување изминатиот викенд на Матка. Па најпрво би сакал да ги поздравам гледачите на К1 телевизија. Изминатиот викенд настапив на Европски куп во кајак на диви води во дисциплината спуст, на кој што зема учество уште 5 надпреварувачи од македонската репрезентација. Јас лично на овој надпревар ги надминав сопствените очекувања, бидејќи планирав да се најдам на подиумот, но не на второто место. Поточно алудирав на третата позиција, бидејќи конкуренцијата беше прејака. Настапи првопласираниот од европската ранглиста, второпласираниот како и освојувачот на тоа прво место. Така. Што те делеше од првото место, Љубомир? Веројатно во прашање беа секунди. Ето, мислам дека победникот беше од Република Србија. Значи, првото место го зема Србин. Трето место немаше, го делевте второто место заедно со надпреварувач од Босна, така? Да. Првото место го зема Србинот Сретен Билиќ. Мене од тоа прво место ме делеа секунда и 26 стотинки, додека второто место го делевме заедно со босанскиот репрезентативец Бранислав Митровиќ, со кој што имавме идентично време до стотинки. Трето место не се прогласи, бидејќи имавте исти резултати, имавме исти точно резултати, до стотинки. На четвртото место заврши, како што спомнав, првопласираниот од европската ранглиста, босанецот Дарко Савиќ. Сепак патеката Матка е непредвидлива, значи задава непредвидливи тешкоти при самиот настап. Јас лично понесен од емоциите и од поддршката која што имав од сите присутни на тој надпревар, успеав да дојдам до тоа второ место, со надеж дека на следниот надпревар на оваа иста патека дека ќе го освоам првото место. Така, од кои држави имаше учесници? Ето и тоа да им кажеме на гледачите, веројатно имаше доста искусни кајакари кои што ти беа противници и беше тежок патот за да стигнеш до второто место. Така, учество зема повеќе од 60 надпреварувачи на овој Европски куп од 10 држави, значи учествува Македонија како домакин, Србија, Босна, Хрватска, Финска, Украина, Норвешка, Шведска и уште неколку држави за кои што во моментов не можам да се сетам. Настапија надпреварувачите на тој надпревар зема учество во К1, С1 и С2 и во машка и во женска конкуренција. Покрај мојот резултат во финалното возење, односно во борба за медал, се најдоа уште двајца кајакари, кои се работи за двајца млади кајакари кои што потекнуваат од Велес. Едниот е Александар Златаров, додека другиот е Енис Небиовски, кои што впрочем ќе настапат и следната сезона на Европското првенство, што сме домакини, тоа е Европско првенство за младинци, односно за јуниори и млади сениори до 23 години. Оваа година успеа да се пласираат во сениорскиот тим. Се надевам дека тоа ќе им биде мотив нив плюс да продолжат со мене да тренираат и да успеат да она што
јас не сум успеал, односно сум го пропуштил да го надополнат они. Така, споменавме дека твоето главната цел за твоето доаѓање во нашата емисија е токму овој европски куп. Кои беа организатори на овој куп и дали имаше можеби некои почесни гости кои што беа присутни таму, кои што го следеа надпреварувањето? Веројатно ги знаеш сите овие информации. Да. Организатор на овака големи надпреварувања како што се Европски куп, Европски првенства, секогаш е Кајакарската федерација на Македонија, односно како директни покровители на овие настани се во секој оваков надпревар Агенцијата за млади и спорт, градот Скопје, како и дел од приватниот сектор. Така, тука мораме да напоменеме дека имаш подршка од многу приватни фирми, значи имаш подршка од општина Велес. Ете и тоа да го споменеме, да ги поздравиме сите оние кои што те поддржуваат во твоите успешни достигнувања кои што си ги имал досега, па и од сега натаму веројатно ти преостануваат уште успеси. Да, јас ви благодарам што ми ја давате оваа можност да овака јавно изразам благодарност за виновниците, впрочем за овој мој успех до сегашен. Би сакал да изразам голема благодарност до Кајакарската федерација на Македонија, до општината Велес, до армијата на Република Македонија, што припадник сум, кои секогаш ми даваат поддршка за моето отсуство, за обавување на моите припреми, тренинзи и настапи на овие надпревари. Би изразил благодарност и до оние фирми, односно до приватниот сектор, кои што непречено и безрезервно ме поддржуваат како финансиски, така и во делот на нивните продукти. Тука би ги спомнал Радиотакси Перка, Графикс Принт Плюс, М Реклам Центар, Месарница Сибимес, Фарма Дзипе, како и голем број на други приватни фирми. Одлично. Љубомир, јас би го продолжила разговорот, ќе те прашам дека викендов ти преостанува уште едно надпреварување. Станува збор за ИКАС, 49-то издание на ова надпреварување. Ти ќе земеш учество, ете што те очекува викендот и дали се подготвуваш, со оглед на тоа дека сепак ова надпреварување не може да се спореди со Европскиот куп, но ете што следи понатаму. Да, овој викенд што ни следува ќе се одржи и линденскиот кајак слалом по 49-ти пат. Јас ќе земам учество. Пак ќе биде на матка, така? Да, исто ќе се одржува на матка. Ако не се лажам, со почеток во 10 часот е вака и една официјална покана до сите љубители на кајакот и љубителите на природата да дојдат да не бодрат како мене и останатите надпреварувачи од македонската репрезентација, за што е можно подобар пласман на кајакот како на ова надпреварување, така и на останатите. Така, многу пати си имаш надпреварувано токму на оваа патека, на патеката на матка. Очекуваш ли понатаму уште подобри резултати во твоите идни надпреварувања, кога станува збор за токму за патеката матка? Значи, јас секој мој настап поготово кога се работи на патеката матка, се трудам да се надминам пред себе си. Од претходниот мој настап Кажа на почетокот дека е непредвидлива оваа патека. Што значи тоа? Дали имаш некое лошо искуство во врска со тоа или? Па видете овака, значи секој спортист има и падови и успони, така да и јас сум дел од таквите, односно сум склон на такви случувања, на некои такви грешки. Секој греши. Се надевам дека ќе ги отклонам тие случувања, дека ќе ги совладам. Иако се работи за домашен терен, водата варира. Така. Од момент во момент бранот, односно самите оние бранови, ролни каскади, ние што ги нарекуваме во кајакот, се менјаваат и може да се случи да некој од надпреварувачите
има незгода. Има добра поговорка токму за ова дека со водата и со оганот нема игра. Така да тоа еве и го потврдивме со ова што ни го кажа. И сосема за крај нашиот разговор ќе биде малку пократок со оглед на тоа дека повеќе пати имаш дојдено во нашата утринска емисија и веќе гледачите добро ги знаат твоите успеси. Она што друго би те прашала, што друго те очекува во текот на наредниот период, месец, 2-3 до август, септември месец? Какви се надпреварувањата очекуваат? Веројатно не е само ова европско првенство кое што те очекува, туку дали имаш и други? Да, како што спомнавме и претходно, сега овој викенд е настапот на Илинденскиот кајак слалом, додека мојот главен фокус ми е настапот на Европскиот куп во Бања Лука на 22 и 23 април. Таму исто пред се ќе гледам да се пласирам во финалното возење, да успеам да го подобрам мојот пласманот овде на матка. Впрочем, тоа е и второ коло од европските купови, каде што ни преостануваат подоцна во месец август уште 3 европски купи, односно финализирање на тие настапи од европските купови, каде што ќе се направи конечната европска ранг листа. Потоа ми следува надпревар на Европското првенство, чии што домаќини сме ние за сениори. Тоа Европско првенство ќе се одржи од 10 до 14 мај. Делот на настапот во спринт ќе се одржи точно на спортско-рекреативниот центар Матка. Дел од настапите, односно во дисциплината класик, ќе се одвива баш во самиот центар на Скопје, каде што на еден начин надпреварувачите би се запознали подобро со нашите убавини, со нашиот град Скопје, кој што се надевам дека ќе биде и добар домаќин на тоа европско првенство. Потоа ми следуваат настапи на светските купови, кои што два од вкупно 4 се во Швајцарија и финалните 2 се во Германија, во Аусбург. За на крај од овие големи настани, во крајот на септември настапам на светското првенство кое што се организира заедно со дисциплината слалом во Франција. Така, дали сите овие надпреварувања кои што ги кажа пред надпреварувањето во Франција, кои што ќе се одржи, се пресудни за да земеш учество на тоа светско првенство, како што кажа? Па видите, Какарската федерација на Македонија има поставено критериуми кои што така, значи критериумите се важна улога. Да, секој надпреварувач треба да избори пред се влез во репрезентацијата за понатаму при својот настап на овака големи надпреварувања ја подобрува својата форма, односно докажува дека има квалитета за настап на овие големи надпреварувања. Јас сметам дека кајакот во овој период зема се поголем замав и дека има напредок, се движиме во нагорна линија, па се надевам, односно и очекувам дека ако изминатата година бев четврто пласиран на европската ранг листа, дека оваа година ќе успеам моментално со овие резултати, со мојата подготвеност, да се најдам или на првото или на второто место на конечната ранг листа. Одлично, Љубомир, мене ми останува да ти посакам успешни надпреварувања. Ние како медиум сме тука со тебе за се што ти треба. Ти кажав, значи, успесите се главното нешто кое што ти го посакувам и се надевам дека ќе ни дојдеш повторно во нашата утринска програма со нови резултати и нови успеси. Секако ви благодарам и на поканата и на секоја промоција моја од ваша страна. Така, ти благодарам и тебе.